Управниот одбор на комуналното претпријатие Водовод по трет пат бара согласност од Советот на општина Кочани за покачување на цената на геотермалната вода. Новиот предлог е поскапувањето да биде за 28 денари за кубен метар, односно за нешто повеќе од 83%. Со тоа, наместо посегашната цена од 33,82, корисниците би ја плаќале геотермалната вода по околу 62 денари за кубен метар. Со новото барање, драстично е променета правичната калкулација за поскапување од 123,5%, што потоа беше коригирана на близу 98%. И двете претходни барања не добија согласност од Советот, односно на седницата во септември предлогот беше повлечен од страна на неговиот председател, а потоа на 19-та седница што се одржа пред 10 дена, коригираното поскапување не доби мнозински број гласови. При новата корекција е земена предвид најавената регулирана цена за електрична енергија за комуналните претпријатија од страна на Регулаторната комисија за енергетика, а што е еден од клучните елементи при утврдување на цената на геотермалната вода. Дополнително, поскапувањето е поради инвестиции за репарација на постојна и за набавка на нова потопна пумпа, потоа за зголемените трошоци за плати на вработените врз основа на законска регулатива за минимална плата, како и за обновување на изолацијата на цевководот за дистрибуција на геотермалната вода, се истакнува во барањето од Управниот одбор на комуналното претпријатие Водовод. Минатата година биле испорачани близу 467.000 кубни метри геотермална вода, од што е остварен приход од близу 15.800.000 денари, со кои според сегашната единечна цена не можат да се покријат трошоците за црпење и дистрибуција на водата. При претходните две барања за покачување на цената, 3 оранжериски комплекси од Кочани, кои геотермалната вода ја користат како топлинска енергија, најавија откажување од услугите на работната единица Геотерма. Новото барање за согласност за поскапување е доставено до Советот на општина Кочани, кој треба да го разгледа на седницата што е закажана за понеделник. Учениците и вработените во Основното училиште Раде Кратовче организираа хуманитарна акција за помош на семејство од селото Нивичани. Со доброволни прилози собраа поголема количина храна, облека, средства за лична хигиена, играчки и други артикли. Хуманитарната акција е дел од планираните активности на новоформираниот училишен младински клуб, во кој се опфатени и учениците и наставниците. Од училиштето Раде Кратовче истакнаа дека се работи за одличен гест на учениците и на вработениот кадар, со што им се помага на лицата кои живеат во услови на социјален ризик. Во месец септември тимот четворица наставници од нашето училиште Раде Кратовче присуствуваше на обука во градот Смолјен во Република Бугарија, од каде што произлезе иницијативата да се формира училишен младински клуб во нашето училиште, во кој што ќе членуваат и наставниците и сите ученици. Па како резултат на тој младински клуб спроведовме повеќе активности и акции. Една од активностите беше изготвување изум кој што ќе го подобри светот и ќе го направи подобро место за живење, со кој што учествувавме на конкурс организиран од НЛБ банка, Тутунска банка. Втора акција која што ја спроведовме со помош на учениците е оваа хуманитарна активност за која што повеќе ќе образложи мојата колешка. Овој младински клуб функционира така што на учениците ќе им обезбеди неформално образование. Што значи тоа? Тоа значи дека учениците ќе можат во овој младински клуб да имаат активности кои што нив ќе ги интересираат. Една од тие активности е хуманоста. Секако, значи, нашето училиште е познато по тоа што ги промовира хуманите вредности и овој пат тоа го докажуваме на дел. Учениците активно се вклучија, наставниците сите, значи, обезбедија средства кои што денес ќе бидат однесени и ќе бидат споделени со семејството на кое што му се потребни. Подобиени сознанија за потреба од хуманитарна помош на семејството од село Нивичани се роди иницијатива во младинскиот клуб при ОУ Раде Кратовче за организирање акција во која учениците и наставниците ги обезбедија потребните средства кои денес ќе бидат доставени до семејството. Со ова членовите од училишниот младински клуб ги промовираат хуманите вредности.
Хуманитарната помош за семејството од Нивичани беше транспортирана со сопствени возила, а од Основното училиште Раде Кратовче најавија дека ова нема да биде единствената помош за семејства кои живеат во социјален ризик. Членовите на училишниот младински клуб истакнаа дека нивната солидарност ќе ја искажат и во наредниот период, со тоа што ќе им помогнат и на други лица на кои им е потребна поддршка. По повод 3 декември, денот на лицата со попреченост, Општина Кочани ќе организира културно-уметничка програма под мотото «За подобар видик». Целта на настанот е да им се помогне на децата со попреченост со набавка на нагледни и дидактички помагала, односно да се подобри квалитетот на настава во училиштата за учениците со попреченост. Културно-забавната програма ќе се одржи в петок на 2 декември со почеток од 10 часот во Паркот на Револуцијата. Во програмата ќе учествуваат најмладите од училиштата и градинката, а ќе биде збогатена и со продажни штандови. На штандовите ќе можат да се купат уметнички слики, изработени на ликовни колонии, а собраните средства ќе бидат наменети за набавка на асистивна технологија за децата со попреченост, што се вклучени во основните, односно средните училишта. Од Општина Кочани упатуваат апел до сите заинтересирани правни и физички субјекти да се вклучат со свое учество во настанот. За физичките лица кои сакаат да се вклучат со продажба на ракотворби, книги, сувенири и слично, како и за продажба на производи на фирмите, Општина Кочани ќе им обезбеди продажен штанд во Паркот на Револуцијата. Основното училиште Малина Попиванова како координатор и носител ги продолжува активностите во рамки на Еразмус Плюс проектот Цели за одржлив развој за ученици, што го реализира со партнерски училишта од Хрватска и Бугарија. Пред неколку дена во градот Карловац во Хрватска се одржа третиот транснационален состанок за наставници од училиштата од трите држави. Еразмус Плюс проектот влегува во втората фаза на активностите. Задачата е наставните материјали за онлайн околината на тема одржлив развој да се постават на дигиталната платформа што се креира. Учесници во проектот се Основното училиште Малина Попиванова како координатор на проектот, потоа невладината организација Екологик од Скопје, Основното училиште Дубовац од Карловац, Хрватска и Основното училиште Кирил Христов од Стара Загора, Бугарија, кои се проектни партнери. Хрватските домакини ги пречекаа представниците од училиштата од Македонија и Бугарија со богата музичка програма, како и со кратка туристичка тура низ градот Карловац. Сите работни сесии, средби и посети се одвиваа според однапред планираната програма на домакините. Посетата на Основното училиште Дубовац се претвори во вистинска размена на идеи и добри практики, информираат од Основното училиште Малина Попиванова. Викендов се играат надпреварите во првенствата од втората и третата фудбалска лига, во која Осогово ќе игра на домашен терен, а Виничка Слога ќе гостува во Гевгелија. Во рамки на 10-тото коло во третата фудбалска лига Исток, жолто-сините на стадионот Никола Мантов ќе ја пречекаат екипата на Вардарски од Богданци. Се очекува надпреварот да биде лесна задача за нив, со оглед што гостите се последно пласирани на табелата, со само 2 бода од исто толку средби на кои играле нерешено. Поминато неделната победа со пресврат во последните минути од надпреварот против Делчевска Брегалница, Осогово практично ја обезбеди лидерската позиција во есенскиот дел од првенството. По средбата со Вардарски ќе остане само уште гостувањето во Струмица против Тиверија, што може да биде предизвик со оглед што струмичани исто така се во можност да се најдат на врвот. Надпреварот против Вардарски на стадионот Никола Мантов, жолто-сините ќе го играат в недела од 13 часот. Во втората лига пак, овој викенд ќе се игра 12-тото коло. Фудбалерите на Виничка Слога како гости ќе играат против Кожув, екипа која исто така е во долниот дел на табелата. По минато неделниот пораз на домашен терен од лидерот Вардар, Слога ги анулираше 3 бода што претходно ги освои на гостувањето против Тетекс. Во друштво со екипите на Каменица, Саса и Пехчево,
Виничкиот второлигаш е во опасната зона и на 4 кола пред крајот на есенскиот дел од првенството ќе има тешка задача да го подобри пласманот. Средбата против Кожув во Гевгелија Слога ќе ја игра в недела во 13 часот.